40 години стари возила не се доволно за да се отповикаме на потребите на сите граѓани на Велес, вели командирот на територијалната противпожарна единица Велес, Љупчо Лепидовски за Здравкин. Тој упати и апел до надлежните дека сите оние возила кои се при крајот на своето вековно одржување да се повлечат и да се снабдат противпожарните единици со нова опрема. Конкретно за Велес више 40 години стари возила не се доволно за да се отповикаме на позивите на граѓаните, но со сите можни ресурси што ги имаме, даваме се од себе да се оправдаме пред граѓаните дека сепак да се чувствуваат безбедни. Велес е многу специфичен град кој што има непристапни сокаци и тесни улици, каде пожарникарите се соочуваат со големи предизвици за да стигнат до местото каде што треба да интервенираат. За овие места командирот Лепидовски вели дека се потребни помали возила. Соодветна опрема да набавиме. Еден дел се набавува, но мораме да имаме поголем буџет на ниво на држава, тоа го зборувам, ради тоа што мораме сите пожарникари да ги опремиме заедно, нели да бидат со иста опрема, не периодично да се набавува. Ја го разбирам сето тоа од страна на општината, дека малку средства, но треба да не разберат и нас, за да действуваме и да бидеме храбри и да не се грижиме за нашата безбедност во даден сегмент, нели, кога ќе имаме цела опрема, ќе бидеме поефикасни и ефективни во работењето. Од противпожарната единица Велес истакнуваат дека имаат и недостаток на соодветен кадар. Еден дел бил потполнет, но фалеле уште луѓе. Лепидовски истакна дека се надева дека со пензионирањето на работниците паралелно ќе се надокнадува со нов кадар, каде предност имаат оние кои што се млади и ја сакаат работата. Пожарната и во услови на пандемија е 24/7 достапна за граѓаните. Секој петок претседателот на општинскиот кризен штаб одржува состаноци заедно и со другите засегнати единици, каде што се постигнува договори и решенија за тековните проблеми и потреби на велишани.